Ви благодарам, почитувам председателе, почитувани пратенички и пратеници, почитувани министерки и министри, почитуван премиере, почитувани медиуми, почитувана јавност. Морам да признам дека денеска се чувствувам подруго, попродуктивно, поисполнето, затоа што салава, големата сала на Собранието на Република Македонија е таква каква што треба да биде секогаш, полна. И со пратеници од мнозинството, и со пратениците од опозицијата. Но во исто време, морам да признам дека ова интерпелација или ова барање за доверба на владата е големо разочарување. Зошто? Затоа што прво представува очаен обид да се најде оправдание пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата да се вратат во Собранието на Република Македонија. Второ, поразително е сознанието дека овај е одбраниот начин опозицијата да се врати во Собранието на голема врата. Ама ова е голема врата? Голема врата за нас беше очекување дека опозицијата ќе се врати да дискутираме, да дебатираме, да расправаме за она што Република Македонија го превзеде како обврска за пакетот реформски закони. Со тоа денеска да се занимаваме овде. За тоа да разговараме, за тоа да дискутираме, за планот 369 да стане реалност, затоа што за 10 дена од денеска ние очекуваме и не само што очекуваме, ќе добиеме позитивен извештај на Европската комисија безусловен. Значи, после толку години без никакви услови, токму заради политиките и реформите што ги спроведе оваа влада. Не се 10 месеци, не е половина мандат, како што пишува во образложението. Ако ја земете паузата за локалните избори, оваа влада ефективно влада е 8 месеци. Ама, елбете, третата работа која е? После 4 месеци недоаѓање во Собранието на Република Македонија, да дојдеат други пратеници од опозицијата, мене ова образложение на интерпелацијата ќе ми беше јасно. Нови пратеници, не знаат што било, не биле присутни овдека, не знаат што се случувало и логично ќе беше да биде прочитано едно вакво образложение. Ама пратениците од опозицијата што се денес овде се истите оние пратеници кои пред 3 години ги чуја бомбите, кои пред 3 години заедно со нас чуја како владеела нивната влада и нивните влади во изминатиот 11 годишен период. Погубно и катастрофално. Тоа се истите оние пратеници кои сведочеа на извештајот на Приве. Истите пратеници кои сведочеа на договорот во Пржино и првиот и вториот во кои беа прифатени обврски од сите фактори, од сите сегменти учесници во политичкиот живот. Тоа се истите пратеници кои беа овдека со месеци не дозволувајќи да се избере председател на Собранието. Тоа се истите пратеници кои беа сведоци на 27 април што се случуваше во ова собрание. И тоа се истите оние пратеници кои цело време овдека заедно со нас знаеа и беа свесни за волјата на народот која се покажа и на 11 октомври 2016 година и на локалните избори 2017 година. И сега како тие исти пратеници поднесуваат ваква интерпелација? Значи во најмала рака ваква интерпелација и ова образложение е несериозно. Кога се чита образложението на интерпелацијата, веднаш на прв поглед во очи паѓаат 3 работи. Прво, изобилува со паушални, субјективни и невестинити констатации, со лаги и манипулации, не е подкрепена со објективни и мерливи критериуми, кои ги познава и науката и статистиката, туку само и исклучиво со партиски флоскули во дневно-политички цели. Втората работа која паѓа во очи
во цела интерпелација, во цело образложение, замислете, не постои никаква критика на министерствата, односно на областите за министрите од ДУИ. Не, само за министрите од СДСМ. Ова е очигледно еден сервилен однос кон до вчерашниот владин партнер. И ова е очигледно еден обид за политичко додворување после се она што како катастрофално националистички, шовинистички наратив, односно реторика, се служеше ВМРО ДПМН во изминатиот период. Иако, добро е тоа, ама е провидно. Следната, трета работа која паѓа веднаш во очи, е очигледно дека најжестоки и најкритизирани се настроени нападите врз министрите, односно министерствата, кои токму во овие изминати 8 месеци покажаа најдобри резултати. Значи ги реализираа најголемите успеси, најпозитивните резултати и постигнаа најевидентен напредок. И сето тоа се, внимавајте, не се субјективни мислења и ставови, туку сето тоа се мери, се проценува и се оценува со помош на објективни и мерливи критериуми и од страна на домашната стручна јавност и од страна на меѓународната јавност и релевантните меѓународни институции. Да не знае човек од каде да почне. Владин план 369 доживеал тотален колапс и дебакл. Ево, прва лага. Владиниот план ќе биде остварен и Македонија ќе ја испорача земената обврска пред меѓународната заедница. За 10 дена тоа ќе го читате во извештајот на Европската комисија. Пишува вака: сведоци сме дека луѓето кои од опозиција обвинуваа за преголемо задолжување за 10 месеци успеа да ја заложат Република Македонија за рекордни 1,5 милиарда евра. Кој зборува за какво задолжување? 5 милиарди евра се испумпани од оваа држава, украдени. Да не зборувам колку пари се земани за непродуктивни инвестиции. Да не зборувам дека е утростручен јавниот долг. Да не зборувам дека од 23% сега е над 47% од бруто домашниот производ. Кој ни зборува за задолжување? Понатаму, сите економски индикатори се во слободен пат. Ами јас не знам дали читате вие медиуми. Не мора да ги читате само медиумите наклонети кон опозицијата. Читајте малу статистички податоци. Читајте ги интернет сајтовите на министерствата. Ке видите пораст од 5,6% во платите, ке видите пораст на индустријско производство, ке видите пораст на економија, и тоа се бројките со кои располага денеска реално оваа држава. Внимавајте, Република Македонија стана земја каде што притворот стана казна, а не мерка. Ова ВМРО ДПМН да ви го напише во образложение. Па 10 години притворот го злоупотребувавте како казна. Со години држевте невини луѓе во притвор како казна. И сега на овој начин да се всушност исмевате и со нас, и со чувствата, и со граѓаните на Република Македонија. Советот на јавни обвинители станал партиски совет на СДСМ. Прво, на ова не му е местото во ова образложение на интерпелација, затоа што на крај на краиштата правосудството не е составен дел од извршната власт. Ова е интерпелација за владата на Република Македонија. Меѓутоа, еве ви и одговор. Правосудниот систем што го руиниравте со години наназад, што го претворивте во нарачани пресуди, нарачани обвиненија, нарачани и снимани апсења, сето тоа потребно е долго време да се опорави, да се поправи, и на крај на краиштата на сите ни е јасно. Истите се судиите, истите се обвинителите, само што, за разлика од пред неколку години, почнуваат да одмеруваат, да судат, да обвинуваат според словото на законот, а не според партиската наредба и директива добиена по телефон. За МВР, прикривањето на убиства и криминал стана главна задача на МВР.
Министерството за внатрешни работи, наместо да се бори со криминалот и корупцијата, стана дувло кое служи за собирање на изнуда, подкуп и заштита од криминалот. А мова го имате препишано од извештајот на Приве. Не се сеќавате МВР, ВМРО. Јас не знам зошто човек треба да ве подсетува. Еден штаб си имаме партиски горе на спрат, еден штаб си имаме за меѓународната заедница. Во тоа е проблемот, што МВР конечно застана на пат на корупцијата и криминалот, конечно отиде длабоко во реформи на безбедносните структури и нивна цивилна контрола и конечно ќе стане вистински сервис на граѓаните, а не партиска војска. Да не зборувам за одбраната, да не зборувам за младите, за образованието има критики. Замислите, владата единствено што направи за образованието и студентите е укинување на екстерното тестирање. Значи, државниот испит не успеавте да го протнете кога бевме опозиција, заради големиот притисок токму од студентите и од стручната и научната фела. И укинување на дисперзирани студии, притоа не понуди ниту една алтернативна мерка и реформа со која ветуваше дека ќе се зголеми квалитетот на високото образование. Ам сега го носевме законот и имаше јавна расправа за високо образование. Вчера да отворевте на сајтот на Министерството за образование, само вчера беа промовирани 4 нови мерки кои ќе го подобрат животот и на учениците, и на наставниците, и на родителите. Тоа го ветивме со изборната програма и со владината реформска програма. Критики за транспорт и градежништво. Градежната експанзија во инфраструктурата на автопати, магистрални и локални патишта, која беше карактеристична во изминатиот период, запре со доаѓањето на новата власт. Дали човек да се крсти или да заплаче? Автопат од Кичево до Охрид, 60 километри, на крајот ќе чини 10 милиони евра 1 километар. Тоа во Норвешка го нема. Каде што поврзуваат фјордови со снегови и мразеви. Значи, 60 километри автопат без една клучка, петља, подвозник, надвозник, како сакате. Знаете низ Дебарца колку села има и колку излези? Горна, средна, долна. За аеродром немаше клучка. И како тоа да се исправи? Треба си правени независно една од друга, кои не може да се поврзат. Па тоа мора да се застане. Тоа мора да се ревидира и оваа влада го ревидира, го направи. Јас са Бајлево возам и секој са Бајлево возам и гледам дека се работи на автопатот. Значи, ќе ви ги кажам бројките. Сите влади на ВМРО ДПМН за 10 години направија 10 километри автопатишта. Тоа се бројките. Ова сега да го сметаме што не е завршено, што треба да го завршува оваа влада, додавајќи нови народни пари заради избрзаноста, грешките и непромисленоста на бившите влади. Ама тоа е сериозна влада, си превзема обврски и тие обврски ќе ги заврши. За здравството, за земјоделството, внимавајте за културата. Водење на класична негрижа за културното наследство. Па овде мене ми се плаче. За културното наследство, замислите, во 2014, 15 и 16 година, за прв пат, после 1979-та, кога Охридското езеро е станато природно наследство на УНЕСКО под заштита, после 1980-та, кога старото градско јадро во Охрид е заштитено културно наследство под УНЕСКО, за прв пат оваа меѓународна асоциација предупреди дека Охрид и Охридската околина, Охридското добро, заштитено подрачје единствено во Република Македонија од таков вид, може да биде ставено на листата на загрозени подрачја. Тоа од небо дојде? Не, тоа дојде заради штетните проекти на поранешните влади на ВМРО ДПМН. И сега треба повторно да подсекаме на Субрата Рој, на трите туристички зони Свети Наум и Убаништа, на експресниот пат Охрид, Пештани, Свети Наум. Повторно треба да подсекаме на од 60 хектари заштитено студенческо блато на 16 за градење на елитни населби, на некакви медитерански плажи во Лагадин, на некакви хидродроми, закони менувавте за хидродроми и хидроавиони. Дали мораме да подсетуваме на Плаошник
И таа трагедија, тој криминал што се направи горе, па странци доаѓаат да ни го штитат нашето културно наследство. Дали треба да подсетуваме дека токму заради погубните проекти, штетните проекти, оваа влада мораше да ги стопира, да направи ревизија, за да продолжи диалогот со УНЕСКО за Охрид да не биде веќе никогаш доведен под прашање, односно неговото културно и природно наследство. Иначе од 1078 вкупно заштитени локации од УНЕСКО, од кои над 800 се заради културното, а над 200 заради природното наследство, само 35 во светот се заштитени по двојна основа, и заради културно, и заради природно. Охрид е една од нив. Поранешните влади на ВМРО ДПМН дозволија Охрид да биде доведен во прашање, односно со можност да биде ставен на листата на загрозени подрачја. За труд и социјала има критики. Внимавајте, за труд и социјала. Па тоа што во програмата го наведовме јасно и експлицитно, дека стечајците ќе бидат згрижени. 2 пати закон, еднаш го донесовме, еднаш го сменавме. Ви го предлагавме уште кога бевме опозиција. Дали да ви зборувам за стечајните работници? Дали да ви зборувам за минималната плата? Дали да зборуваме за сите оние проекти, радиодифузна такса, и ефтина струја, пензиите, се она, заштита на деца, ретки болести, се она што беше ветено со програмата и се она што е дел од програмските политики на оваа влада. На дворешни работи. Па ние 10 години, како граѓани, имавме впечаток дека сите околу нас ни се непријатели, дека никој не сака, сите не мразат. Сега во 8 месеци видовме дека можеме со сите да сме пријатели, и со Бугарија, и со Грција, и со Албанија, и со Косово, и со Србија, и со сите земји од обкружувањето. Единствената иднина на Република Македонија е европска, заедно со соседите. Не постои друг начин. И многу е подобро Република Македонија да биде пријател со соседите. Многу е подобро ваква политика да се тера со соседите на сближување, на враќање на довербата, која 10 години бевме убедувани дека сите не мразат и дека никој не ни сака добро. Не е така. Значи, 10 години да градиш, да твориш, да создаваш нешто добро и убаво и здраво. Невозможно е да го рушиш за 10 месеци. Меѓутоа, 10 години да уназадуваш, да упропастуваш, да уништуваш нешто, уште поневозможно е сето тоа да го анулираш или да го обновиш или да го исправиш за 10 месеци. Затоа, почитувани колешки колеги од опозицијата, наместо омрази и поделби, дајте да зборуваме за едно општество. Наместо изолирана и блокирана држава, гетоизирана, дајте да одиме во НАТО и ЕУ и да станеме пријатели на нашите соседи и на сите држави во светот. Дајте заедно да носиме закони кои ќе ги растеретат и учениците, и родителите, и наставниците. Дајте економската пропаст да ја замениме со економски раст. Од слободна држава, денешна која живееме, да ја заборавиме таа што беше заробена и заробени институции. Дајте заедно да обезбедиме повисоки плати и да го спречиме расипничкото трошење на парите, да го направиме контролирано од страна на овој парламентарен дом. Само на тој начин собранието ќе си ја добие вистинската улога. Не дека нема грешки, секоја влада има грешки. Меѓутоа, дајте да ги исправаме заедно, да ги предупредиме на грешките и да ги напуштиме. Јас ве молам да ги напуштиме погрешните и погубните политики. Нема иднина во раздор, во ширење на омраза, во поделби, нема иднина освен да одиме напред. Значи, јас ве повикувам да работиме заедно. На овој начин, како досега, како ова образложение, конструктивност нема, меѓутоа, ајде од утре,
сегашните седмици да почнеме да ја градиме иднината. Не е страшно да бидеш во опозиција. Бевме со години во опозиција. Одговорноста е подеднаква. Одговорност има и мнозинството и опозицијата. И на крај, ако беше ова писмен состав на тема интерпелација, јас професор ќе напишам на тема. Ви благодарам.